Кичево денеска е најзагадениот град во Македонија, со алармантно високи концентрации на PM10 честички во воздухот. Податоците од мерните станици покажуваат дека нивоото на загадување значително ги надминува дозволените граници, што предизвика загриженост кај локалното население. Експертите предупредуваат дека ваквото загадување може сериозно да го загрози здравјето на граѓаните, особено на оние со хронични респираторни заболувања, децата и повозрасните лица. Тие советуваат да се избегнуваат активности на отворено, особено во раните утрински и вечерните часови, кога концентрациите на честичките се највисоки. Локалните власти го вклучија алармот и апелираат до граѓаните да се придржуваат до препораките за заштита од загадениот воздух. Дополнително се најавуваат засилени контроли и мерки за намалување на емисиите од индустријата и сообраќајот. Состојбата во Кичево е уште еден потсетник за потребата од итни мерки за справување со загадувањето, кој е долготраен проблем во земјата. Граѓанските организации повторно ја повикуваат владата да инвестира во одржливи решенија и зелени политики за почиста иднина. Македонија продолжува да биде на дното во регионот според висината на просечната плата, соопштуваат најновите економски анализи. И покрај минималните зголемувања во последните години, примањата на македонските граѓани значително заостануваат зад земјите од соседството. Според експертите, за излез од ваквата состојба потребни се структурни реформи во економијата, стимулирање на инвестициите и создавање услови за повисока продуктивност. Тие потенцираат дека зголемувањето на платите е неопходно за задржување на работната сила и намалување на емиграцијата. Деловниот сектор апелира за намалување на даночните оптоварувања и воведување поволности за компаниите кои ќе инвестираат во човечкиот капитал. Владата, пак, уверува дека планира мерки за поттикнување на економскиот раст и подобрување на стандардот на граѓаните. Сепак, јавноста останува скептична, бидејќи ваквите ветувања се слушаат со години. Граѓаните бараат конкретни решенија и резултати кои ќе го подобрат животниот стандард и ќе обезбедат поголема сигурност. Неколку училишта во Бугарија денеска добија закани за подметнати бомби, што предизвика итна евакуација на учениците и персоналот. Случаите се пријавени во градови како Софија, Пловдив и Варна, а полицијата веднаш реагираше на повиците. Специјализираните тимови за детекција на експлозиви се на терен, проверувајќи ги објектите и осигурувајќи дека нема опасност. Досега не се пронајдени бомби, но властите ја истражуваат веродостојноста на дојавите, кои се сметаат за сериозна закана. Министерството за внатрешни работи ги повика граѓаните на смиреност и најави дека ќе преземе строги мерки за идентификување на одговорните лица. За сега, целата ситуација се третира како организиран обид за создавање паника. Настаните предизвикаа загриженост кај родителите и јавноста, кои бараат зголемена безбедност во образовните институции. Се очекува полицијата во наредните денови да сподели повеќе информации за истрагата. Доналд Трамп повторно ја презеде функцијата претседател на САД и се врати во Белата куќа. Една од првите промени е редизајнот на овалната соба, која доби нов изглед, прилагоден на стилот на Трамп. Вниманието повторно го привлече познатото црвено копче на неговата работна маса, кое претходно беше предмет на многу коментари. Иако се шпекулираше дека го користи за повикување на персонал за лични потреби, Трамп истакна дека тоа е символ на претседателската моќ. Со враќањето на Трамп, Белата куќа се подготвува за нови политики и промени. Поддржувачите го поздравија неговото враќање, додека критичарите остануваат скептични кон неговото раководење. Новата администрација најавува амбициозни цели и брзи реформи. Украинскиот претседател Володимир Зеленски упати повик до Европа за итна акција и поддршка во борбата за мир во Украина. Тој изјави дека на земјата и се потребни најмалку 200.000 војници за да ги зајакне позициите на фронтот и да ја одбрани територијата. Во обраќањето, Зеленски побара од европските лидери сериозни гаранции за безбедност, нагласувајќи дека стабилноста на регионот зависи од одлучните чекори на Европската унија. Според него, неодлучноста може да има катастрофални последици за Украина и целиот континент. Реакциите во Европа се поделени, дел од лидерите ја поддржуваат идејата за засилена воена и хуманитарна помош, додека други повикуваат на дипломатија како клуч за решавање на конфликтот. Сепак, Зеленски останува цврст во своето барање за посилна меѓународна солидарност. Овој апел доаѓа во време на зголемени тензии и постојани напади, што дополнително ја влошува состојбата во Украина. Борбата за мир останува главен приоритет за украинскиот претседател и неговите сојузници.